Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Пополека се одмоткува мрежата, се отплеткува клопчето околу нарачателите и извршителите за насилствата на 27 април. Сведочењата во рамки на транспарентниот судски процес го откриваат монструозниот план, што требало да се спроведе овде во собранието. Нарачан и планиран од структури на ВМРО-ДПМН и Никола Груевски. Поранешниот прв човек на УБК, Владимир Атанасовски, повеќе обвинети во процесот за 27 април, директно го посочија како организатор и соучесник на монструозните планови за убиства на политичари, линч на новинари, палење и уништување на автомобили и домови на пратеници. Истиот тој, Владимир Атанасовски, според јавно достапни информации во медиумите, е советник за безбедност на председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски. Пред неколку месеци Христијан Мицковски го пратил токму Атанасовски овде во собранието да нуди решенија за реформа на системот за следење на комуникациите во рамки на работата меѓу партиите за усогласување околу законските одредби. Очигледна е поврзаноста на Атанасовски со антизападниот Христијан Мицковски и актуелното раководство на ВМРО-ДПМН. Ете затоа Мицковски е против помирувањето, затоа повикува на протести и блокади, затоа бара амнестија за нарачателите и извршителите на насилството. Мицковски единствено сака да ги спаси од одговорност неговите најблиски соработници и неговиот ментор, носителот на криминалот Никола Груевски. Почитувани граѓани, последните случувања во процесот за 27 април покажуваат зошто не смее да има амнестија за нарачателите и извршителите на насилството. Ова е уште една потврда дека треба да се направи разлика помеѓу оние кои свесно, со умисла организирале, нарачале и извршиле насилство од оние кои не извршиле насилство и биле заведени. Ви благодарам.